Димитар Апасиев, доктор на правни науки, активист и политичар. Жесток противник на општествената нееднаквост, непријател и на власта и на опозицијата. Уште не седнат во канцеларија, веднаш го нападнавте новиот генерален секретар на владата Драги Рашковски дека е контрапленумец и дека своевремено играл онака како што свири ВМРО ДПМНЕ. Тој одлично се вклопува во она што еден познат професор Милан Кангарга го нарекува шверцери на собствените животи. Тоа се таа категорија на луѓе поради кои што прошлиот режим успеа да дотуркат 10 години, имено ги опишуваме како конвертити. Луѓето кои што успеваат да и се упикнат на секоја власт, на секои властелини, и од тука е таа моја резигнација. Ја не сметам дека тоа е некое обвинување, дури јавните функционери треба да имаат повисок праг на толеранција од критика од граѓаните, а тоа дека бил контрапленумец всушност е јавно достапна информација која што никогаш не беше демантирана и впрочем јас бев пленумец во тоа време, па од тука се чувствував повикан да интервенирам. Згора на тоа и го познавам уште од време на студии и жалосно е да се констатира дека е подобар информатичар отколку правник. Имено да се китите со 3 магистратури и 2 доктората, треба да ви фали нешто во ваква констелација на односи, така што мислам дека тек допрва ќе видиме дека тој не е кадарен да извршува ова функција и колку да ви укажам дека не сум, како да кажам, парничар од без, например, колега наша генерација и другиот овој министер Љупчо Николовски, за кој што јас имам одлично мислење и како кадар, и како студент, партиски активист на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа човек кој се градел низ таа партија, а овој другиот кој што буквално за уши го донесува на таа позиција, сметав дека треба да се искритикува како кадровско решение. Обвинивте дека постои судир на интереси во новата влада. Истиот ден практично кога таа беше избрана, рековте дека на фирми блиски до новиот вице-премиер Кочо Андјушев им биле дадени дозволи за производство на струја. Сериозни обвинувања, реагираше дури и премиерот Заев. Ние како левица бевме принципиелно против тоа бизнес секторот да има вице-премиерска позиција. Ако се вистинска социјалдемократска партија, тоа место треба да припадне на синдикалец, а не на бизнесмен. Меѓутоа, тоа е нивен избор и треба да се носат со последиците. Имено тие последици се тоа дека таквите сомнителни бизниси кои што водат корени дури од Белизе беа одлика на претходната гарнитура и се надевавме дека нема да ни се повторуваат, но најновите истражувања покажуваат дека во тие конзорциуми се наоѓаат всушност фирми токму од тие даночни раеви кои што во фелата и во економска и во правна фела се всушност синоним за перење пари, за матни сделки и така натаму. Со тоа мора да се понесе товарот дека човек кој има 15 фирми, првенствено ќе се огледа сопствениот, а не општиот или народниот интерес. Стратегијата на Социјалдемократска партија да стапува во инцестуозен брак со бизнисот е погубна стратегија. Социјалдемократскиот сојуз не учи од сопствените грешки, тоа беше во времето на Бучковски така, гледаме дека сега се повторува дури. Значи, тие треба да раскрстат со бизнис заедницата и да се свртат кон работниците, бидејќи таму припаѓаат идеолошки. Меѓутоа, колку повеќе не учат, толку ние сме тука да ги подсетуваме. До изборите левица беше исклучително активна. Потоа некако ве снема од јавниот дискурс. Снема пресконференции, ве нема во медиумите. Толку се разочаравте од резултатите, па решивте да се одморите или некоја нова тактика е во прашање? Не ви е точен впечатокот дека немавме пресконференции, впрочем имавме 6 пресконференции од одржувањето на изборите до сега и сите беа колективно бойкотирани од новинарите, што е чуден податок. Например, имате партии кои што освоиле помалку гласови на избори, а нивните пресконференции се покривани, додека нашите пресконференции не се покривани од страна на сега веќе провладините
медиуми, така што она против кое се боревме всушност ни се враќа како бумеранг и тоа е она што разочарува, особено во медиумскиот простор, разочаруваат тие двојни стандарди на наши и ваши. Имено доколку постоеше фер изборен модел, со освоените безмалку 13.000 гласови, левица ќе станеше парламентарна партија, зборувам ако бевме една изборна единица. Така што таа бројка не е за подценување за партија која што е партизански направена, грасрут партија од претходни левичарски активисти и која што се обиде без никакви финансиски приходи всушност да се наметне во јавниот дискурс преку тие предизборни дебати каде што нашите членови одлично се снајдоа за јавните прашања. Токму во тој правец. Постои известно уверување во јавноста дека ВМРО-ДПМН практично ви искористи еднократно за да им одземете гласови на СДСМ, а сега кога веќе не сте им потребни, практично веќе не добивате простор во медиумите кои важат блиски до оваа партија. Тоа е нонсенс. Имено ние не добиваме простор ниту во сега веќе проопозицијските или ВМРО-вски медиуми, но не добиваме простор ниту во про-СДСМ или сега веќе провладините медиуми, така што бојкотот е од двете страни и тоа докажува дека левица е автентична партија, имено ние не сме ниту во портокаловите портокалови, ниту во сините сме сини, имено ние сме единствените црвени на политичкиот пазар, така што за очекување беше ваквиот однос од големите гигантски партии кон нас и не е точен впечатокот дека ние сме одзеле некому гласови и оној кој го познава Донтовиот модел, значи зборувам како стручно правнички како изборен систем, знае дека и сите гласови да отидеа на контото на СДСМ, сите наши освоени гласови, СДС ќе имаше ист број на пратеници. Така што од друга страна има една друга, можеби ексклузивен податок за вас, а тоа е дека кадри, високо позиционирани кадри на СДСМ беа насочени кон судско преземање на левица во периодот после изборите. Имавме активирана тужба против раководството на левица со цел да се преземе партијата од внатре, од инсталации кои што логистички се поддржани токму од Социјалдемократскиот сојуз, што е за разочарување. Имено до вчера заедно се боревме против режимот, а сега веќе имаме многу ниски удари, што за нас е неочекувано и нефер. Левица и вие лично принципиелно сте против членството во НАТО. Сега во овој момент кога новата влада најавува офанзива за брз влез во таа алијанса, каква ќе биде вашата реакција? Ќе преземете нешто радикално или ќе се задоволите само со некое соопштение? Имено ние сме единствената партија која што е отворено анти-НАТО партија, затоа што сметаме дека НАТО е еден остаток од периодот на студената војна во кој што ние како држава не припаѓаме. Имено Македонија е земја со европска, а не со натовска и милитантна традиција, така што сметаме принципиелно од левичарски позиции сме против членството на Македонија во НАТО и сметаме дека тоа нема да донесе никаков бенефит на земјата, за разлика од членството, например, во Европската Унија. Во овој период, кога се очекува, според шпекулациите, побрз влез во НАТО, ако се анулира грчкото вето преку дипломатски притисоци врз Грција, очекуваме да се активира членот од Уставот кој бара референдум за ова прашање. Имено сметаме дека народот треба на референдум да го каже своето мислење за влез во НАТО, доколку одлуката е позитивна, ние би ја почитувале, но во таков случај ние би ја воделе кампањата за анти-НАТО, односно за нечленување на Македонија во НАТО структурите. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас на поканата.